Благодарам, подпредседателе. Почитуван заменик министер за финанси, почитувани колешки колеги пратеници, почитуван колега Тони Јаревски. Да направиме една мала кратка илустративна хронологија. Највисоката цена на нафтените деривати во изминатата деценија била во 2012 година, односно на 27 август 2012 година. Цената на бензинот Евросупер 98 била 88,50 денари, а на Евросупер 95 денар и пол помалку. Тоа значи дека минималната плата 2012 година била 8.080 денари, 2022 година е 18.000 денари. И уште еден податок. Тогашната влада, предводена од вашата партија, не преземала никакви мерки за заштита на ценовната моќ, куповната моќ на граѓаните. Понатаму, во однос на синдикалната кошничка, 2015 година истата се полнела со 4 минимални плати, 2022 година синдикалната кошничка се полни со 2,8 минимални плати. Тоа е таа разлика што вам, колега Јаревски, не ви одговара. Понатаму, оваа 2022 кризна година која што завршува, направивме раст на платите. Вкупно 37.000 лица од образованието добија раст на платите за 15%, 12.000 вработени во МВР, раст на платите 5%, 3.500 вработени во културата, раст на платите за 30%, 2.600 вработени во судството, раст на платите 15%, 20.000 вработени во здравството, раст на платите 5% на претходните 25 од ковид кризата, 4.000 лица од високото образование, раст на платите за 7% на претходните 8%. Повторувам, ова се податоци само за годината што изминува. Понатаму, дали за вас е неважно што во 2023 година во предлог буџетот имаме вкупно обезбедени 90 милиона евра за НАТО интеграција и стандарди, 25 милиони евра за стокови резерви, 20 милиони евра за рурален развој, 15 милиони евра за третман и прување со отпадни води, 11 милиони евра за рамномерен регионален развој, 4 милиони евра за реконструкција на основни училишта, 3,5 милиони евра за гасификација, 3 милиони евра за казнено-поправните домови, 2,5 милиони евра за изградба на социјални станови, 2,5 милиони евра за спортски сали, 2,3 милиони евра за студентски домови и 2 милиони евра за хидросистем од Злетовица. Тогаш, ако ова не се важни податоци за сите граѓани, за сите нас, тогаш јас не знам зошто воопшто овдека дискутирате. Благодарам.